Добра вечер, почитувана јавност, почитувани гледачи. Драго ми е што сте вечерва повторно со нас и го гледате подкастот ВМРО ДПМН зборува за младите. Вечерва ќе се осврнеме на темата животната средина, актуелните проблеми, активностите кои што се превземаат за животната средина во која што живееме, и здравјето на граѓаните. За сето ова ќе разговарам со Младен Јаневски, председател на Комисијата за животна средина при Унијата на млади сили. Младен, добра вечер и добре дојде. Добра вечер, Ангела. Благодарам на поканата. Младен, ќе ни кажеш ли која е твојата улога и поврзаноста со Комисијата за животна средина? Да, јас како дел од Унијата на млади сили во 2018 година станав член на Комисијата за животна средина. Во тој период, предводена од тогашниот председател Томе Стојанов. Во 2020 година со промената на раководството на Унијата на млади сили, односно со доаѓањето на новиот председател Сергеј Попов, бев избран за председател на Комисијата за животна средина. И тука некако во целиот тој нов поставен систем на Унијата на млади сили или нов поставен централен извршен комитет се најдовме во идејата за работа и постигнување на повисоки, поголеми цели во однос на животната средина, што би значило носење на подобра животна средина и поквалитетен живот за младите во Република Македонија, односно и за нас како млада генерација, но и за идните генерации кои што доаѓаат после нас. Ќе ми кажеш ли нешто што во тој период направи Унијата на млади сили како комисија за младите? Така, значи во тој период, тоа е 2020 година, некаде почетокот на корона кризата, односно средината на короната кризата, некаде октомври месец, ако добро ме држи помнењето, во Република Македонија беа застанати сите процеси, сите активности во однос на заштита на животната средина. Што значи тоа? Тоа значи дека со промената на власта негде 2017 година застана, би рекол, повеќе или помалку сите процеси кои што значеа зачувување или подобрување на квалитетот на животната средина. Иако во 2020 година е подпишан еден таков договор кој што налага на Македонија да работи во одредени сфери во однос на животната средина, меѓутоа ние бевме се до, би рекол, лани во еден период на хибернација, на стагнација, кога станува збор за заштита на животната средина, што нас како држава, па и како граѓани на Македонија, реално многу ни штети секојдневно. Ние тогаш како Унија на млади сили, како комисија надлежна по ова прашање, се решивме да мапираме, односно да ги пронајдеме проблемите во општеството кои што се дел од животната средина и со сето тоа со цел да создадеме подобри решенија, подобра програма, подобри планови за иднината на државата. Бевте вклучени во создавањето, односно креирањето на проектите? Апсолутно да. Заедно со сениорската комисија, предводена од професорот Даме Димитровски, секојдневно би рекол или активно работиме и тогаш работевме и сега работиме се уште на изнаоѓање на тие подобри решенија. Значи ги мапиравме проблемите ние како подмладок, како би рекол динамични или носители на она теренска борба каде што можеме како подмладок политички во Македонија. Ги мапиравме од тие проблеми, па понатака заедно со сениорската комисија, затоа што таму имаме навистина стручни лица од областа. Работевме заеднички на носење на решение, на создавање на програмата на ВМРО ДПМН со која што настапивме на изборите 2024 година и морам да кажам дека создадовме, односно мапиравме навистина многу проблеми кои што во тој период беа создадени, од диви депони, испразнети акумулации на вештачки езера, загаден воздух и така натаму, се до престанокот на пошумување, она што беше на времето Ден на дрвото, дојдовме до создавање, до креирање на една многу квалитетна програма во делот на животната средина, која што јас сум сигурен дека голем дел, ако не во целост, во наредниот период ќе биде исполнета од страна на владата на ВМРО ДПМН. Дали има моментално некои активни проекти кои што се спроведуваат од страна на владата? Така, значи јас би го напоменал ова последното што оваа седмица веќе е објавено, односно тоа е соработката помеѓу
ЗЕЛС и Министерството за животна средина и просторно планирање, со кое што треба на територија на цела Македонија да се собира кабаст отпад, кој што ќе биде соодветно собран, селектиран и одложен онаму каде што тој навистина припаѓа, не по дивите депони, не по страните на патиштата. Така да еве, како подмладок на оваа политичка партија, како млад граѓанин, ја поздравувам таа соработка и се надевам дека и во иднина ќе продолжи, па дури и за поголеми проекти каде што навистина имаме што да работиме. Но тука морам да напоменам една многу важна работа. Проектите од животна средина не се проекти кои што се работат од денес за утре. Проектите од животната средина се работи кои што бараат посветеност од десетици години во континуитет. Ние имаме 7 години стагнација, хибернација, која што ја кажав на почетокот, што значи дека ние веќе 7 до 10 години заостануваме за она што требаше да биде направено во 2017-18 година. Така да нас не чекаат нови 10 години на работа, еден нов циклус кој што ние допрва го почнуваме и ќе ни требаат десетина години, за некои работи повеќе или помалку, за ние да ги видиме на вистина резултатите од таа работа. Значи ништо не се прави од денес за утре. Ова не е работа која што се решава преку ноќ, ова не е работа која што може да ја решиме ниту за една година. Ова е работа која што ни треба најмалку една декада за ние на вистина да ги видиме резултатите од сето ова. Напомена некои меѓународни договори. Кои се тие меѓународни договори со кои што се подобрува стандардот на животната средина? Така, значи постои зелена агенда, односно зелен план на Европската унија, Европски зелен договор и зелената агенда на Западен Балкан, која што произлегува некако од овој зелен договор на Европската унија. Конкретно ако се осврнеме на Европската унија и државите од Европската унија си имаат зададено цел да во наредниот временски период за 55% го намалат аерозагадувањето кое што доаѓа од домовите, односно од издувните гасови на домовите, кои што се користат при загревање на истите, садење на 3 милиарди дрва во Европа до 2030 година, Repower EU или обновливи извори на енергија кои што треба да се користат во Европската унија, Значи, односно ветерни паркови, сончева енергија, што повеќе, што помасивно да се користи, зелена индустрија, што значи рециклирање на сето она што може да биде рециклирано, со извори на енергија кои што се дојдени буквално од овие Repower EU центри, односно од ветерни паркови, од сончеви колектори и така натаму. Тука спаѓа и зелениот транспорт, и агрокултурата и така натаму. Сега од сето тоа произлегува една зелена агенда за Западен Балкан. Тоа се клучните области на Европскиот зелен договор и зелената агенда на Балканот? Тоа е главниот фокус на зелениот договор на Европската унија. Значи фокусот, ако сакаме да изградиме, односно да живееме и понатаму во чиста животна средина, фокусот мора да биде на ова во наредниот период и да се достигнат што е можно повеќе од овие цели. Од тоа, во зелената агенда на Западен Балкан исто ги имаме обновливите извори на енергија, нели? Во Македонија веќе се повеќе гледаме соларни паркови, ветерни паркови од кои што Македонија добива електрична енергија, што е за поздравување. Транзиција на циркуларна економија, што исто значи реискористување на она што може да биде искористено, односно рециклирано. Тука доаѓа пластика, хартија и така натаму. Заштита на биодиверзитетот, заштита на почвата, заштита на водите, заштита на воздухот и така натаму. Односно цели на кои што ние како држава мора да работиме ако сакаме да живееме во здрава животна средина. Младен, како ние како граѓани можеме да допридонесеме нешто повеќе за животната средина? Така. Види, Ангела, јас би рекол сите мора да почнеме од дома. Да си погледнеме во својот двор, така народски кажано, и да видиме што ние може да направиме за животната средина. Ако секој од нас почне на поинаков начин да гледа на сето тоа, односно да почне дома да ја селектира пластиката, хартијата, амбалажата, стаклото, па дури и биолошкиот отпад, ќе можеме, а имаме каде да го одложиме, значи тоа е сега веќе факт, имаме контейнери за стакло, контейнери за пластика,
дури во некои поголеми маркети имаме и контейнери каде што може пластика и лименки да се одложат, да се складираат соодветно и соодветно да бидат понатака рециклирани. Значи можеме сите да направиме одреден придонес кон заштита на животната средина. Веќе сите трговски центри имаат канти каде што се дели отпадот, дури внатре оние помали канти за отпадоци, така да од нас зависи колку ние реално ќе бидеме посветени на сето тоа. И јас би почнал од себе си како индивидуа и би ги повикал сите тоа да го направат. Дајте да почнеме да го селектираме првично домашниот отпад. Домашната дисциплина тука е, би рекол, најважна. Доколку немаме отпад надвор од домовите, значи сведоци сме на истурање на отпад надвор од домовите, да не речам по улиците и тротоарите и така натаму и парковите. Ако ние почнеме дома да го селектираме тој отпад и соодветно да го одложуваме онаму каде што имаме место одредено за тоа, навистина можеме да направиме многу голема разлика и тоа за многу кратко време. Дури овие 10 години во тој случај би биле, ајде така, да кажам условно речено многу. Туку мислам дека веќе во првите 6 месеци до една година навистина ќе имаме видлива разлика. Која е твојата порака до младите, па и пошироката маса околу превземање на вакви принципи, да речам, кон животната средина? Јас би рекол дека не само младите, сите треба да бидеме свесни за заштитата на животната средина. И ова е проблем кој што навистина не засега сите нас. Ова е проблем кој што не познава нација, ова е проблем кој што не познава религија, ова е проблем кој што не познава политичка определеност, не познава боја на кожа, не познава ништо. Ова е проблем кој што сите нас засега. Сите го дишиме воздухот, сите живееме во таа животна средина, сите движиме тука. Ако ние не сме свесни што треба да направиме и како треба да зачуваме животната средина, тогаш џабе ни е се. Да почнеме како поединци во ова општество, да реагираме, да работиме и да соработуваме на здрава животна средина, за ако сакаме навистина да постигнеме одредени резултати и ако сакаме нашите идни поколенија да живеат навистина во едно поинакво општество од тоа што е сега, односно во една многу поздрава животна средина. Младен, ти благодарам за оваа дискусија. Сакам и веруваме дека свеста за поздрава животна средина од ден во ден се повеќе ќе се зголемува и верувам дека ќе оставиме нидните генерации некоја поздрава и позаштитена животна средина. Благодарам на поканата. А вам, драги гледачи, ви благодарам и се надевам дека ќе не проследите во следниот подкаст.